Марија Бојковска, наша уметничка во Франција. Здраво, здраво, голем поздрав до тебе, ти благодарам што се вклучуваш. Здраво, драго ми е мене што се вклучувам и ви благодарам на поканата што поканивте вака за едно интервју од мој аспект. Да, поводот е навистина преубав и многу голем успех постигна ти. Ќе им кажеме сега и на гледачите подетално, имено неодамна беше дел и од арт експото, што се наоѓа пред музеот Лувар. Кажи ми како се случи токму ти да изложуваш таму? Па вака сега, тоа беше сосем да кажам некако неочекувано и од моја страна и од нивна страна. Тоа се артбокси е име на галерии што се низ светот и они прават редовни и дигитални изложби и изложби, мислам, низ уметнички галерии низ целиот свет. И јас порано учествував на нивни изложби што сосем случајно така барајки други конкурси и дели за уметнички работи, налетав на нив фета така некако и прво тоа што правев изложба беше во Њу Јорк, баш во април оваа година и во Берлин. И сега првиот месец беше прво во Њу Јорк, па во Берлин. Јас не можев да одам на лице место таму, али ги испратив делата како што беше и за во Париз, мислам дигитално, они ги представија таму дигитално. И фактички многу добро, мислам, бев задоволна така и имаше и посетеност и ми испратија и специјални сертификати, слики од изложбата таму, иако не бев присутна. И ова некако за Париз се случи сосем случајно што они ме исконтактира и они ми предложија по WhatsApp дали би можела да присуствуваш. Ние правиме, они ќе бидат дел од арт шопинг што е изложба, во Лувр, тоест изложба, ама како саем му доаѓа, така беше. И они имаа штанд таму, ствари, и ме праша, ме покања дали би можела да учествувам со некое мое дело, дали физички или дигитално. И јас во однос со времето сакав физички прво нели да однесам некои дела, али бидејќи со време беше малце кнап, они ме контактира некои 3 недели пред да биде изложбата. И на крај одлучив да ќе биде дигитално, али ќе отидам до Париз, пошто Париз не ми е далеку од тука. И ти си во Ница? Да, јас сум во Ница. Да, тука живеам, тука работам и така да си реков, зашто да не, имаше некоја таква мини чланарина за учество, али не се пропушта некоја ваква прилика, не знам. Дефинитивно. И беше баш воодушевувачки, баш интересно. Од нивна страна имаше доста народ и имаше доста, како да кажам, мотивации, емоции од сите и други посетители. Беше многу... Какви беа впечатоците од гостите? Па вака, од гостите, јас имав неколку гости таму, на лице место, сепак покрај фамилијата, што можеше дел од фамилија да ми дојде и некои други пријатели што живеат во Париз. И баш ми беше драго, покрај нив и другите посетители беа многу, возбудени дека е големо нешто, дека не се случува тоа прв пат, али сега беше некако еднаш-два пати годишно го организираат. И баш овој пат, дека за мене можда беше прв пат, таму беше ептен, како да кажам, ново нешто, големо и интересно, можеш да размениш мислење со други уметници, колеги, да се запознаеш со луѓе од цел свет и беше доста, добро нешто. Посебно искуство. Од другите посетители, вака, имаа прашања за тебе, за твојата уметност, за делата? Па да, тоа беше, како да кажам, има, прашања, дури успеав некои менаџери така да запознавам од таму, што ме прашува, како ги правиш, зашто не можеш физички, па вака им кажам дека малце комплицирано, пошто тие се витражи
и стаклото е нежно, мислам, за транспорт, за такви ствари, и дека беше кнап со време. Доста, мислам, јас давав и визит картички мои, што имав спремено. Не знам, беа доста, баш ми кажаа неколку души така како супер се и насловите на делата и така и сите три, мислам, имав 3 дела, присуствував со 3 дела кои што се менуваа цело време на екраните. Од нивниот штанд имаше поставено 2 екрани и мислам, не беа само моите дела, има и многу други што имаат нели учествувано од преку нивната дигитална галерија, али моите не знам, некако баш неколку пати ги покажа, имам и фотографии и баш беше некако, не знам, специјално, посебно искуство. Баш убаво. Инаку, Артбокси галеријата има свој штанд, нели, секоја година токму на истата локација, и тоа е еден од најинспиративните уметнички настани во Европа. Илјадници посетители, колекционери, љубители на уметноста. Па кажи ни, изминатите години имаше ли прилика ти да бидеш дел од целиот тој настан? Си посакуваше ли некогаш токму ти да се најдеш, односно твоите дела? Па, изминатите години, за жал, да кажам дека немав познавање за нивните галерии. Јас ги запознав, како да кажам, баш оваа година, беше негде околу март месец, така, а они има организирано, мислам, учествувано и минатите години, што, мислам, не постојат тие дигитални што се галерии од Артбокси сега, постојат уште пред неколку години. Од Швајцарија им е седиштето, они се во Цирих и имаат така распространето низ цел свет скоро уметнички галерии, каде што, мислам, штандови што можат да изложуваат уметнички дела на разни уметници, мислам, млади, стари, разни профили на уметници, така. Али немав прилика, за жал, порано да присуствувам на некоја од други, мислам, изложби. Ова беше првата што можев да присуствувам, бидејќи нели посебно беше и во Франција и не беше нешто предалеко за мене да се присуствува. И можев, мислам, имав и можност. Така да баш позитивно и добро искуство, како за прв пат, мислам, присуство, како физичко присуство, да кажам. Франција е земја од каде што се вели уметноста секогаш го има приматот, и историски гледано и ден денешен. Ете, доловини атмосферата на тие настани уметнички, каде што има изложби, галерии. Како изгледа сето тоа од твој аспект? Па, колку се цени уметноста во Франција всушност? Да, се цени уметноста, мислам, доволно сега зависи каде, исто така, точно пошто Франција е голема земја, али каде што живеам тука во, мислам, Азурниот брег, исто така се цени, има многу малечки места со полни галерии што луѓето специјално, мислам, сакаат да доаѓаат специјално за да ги посетуваат тие фондации од галерии и мали местенца што се специјално за, мислам, уметници. Не насекаде низ цела Франција, сигурно, мислам, нема насекаде толку јака инфлуенса, али да кажам, еве, Париз, некои околни места што се ваму каде што имам посетено на Азурниот брег, некои од поголемите градови исто така, мислам, има интерес, мислам, луѓето тука се заинтересирани за различни типови на уметност, поготово за нови гранки, што нешто ново, мислам, сите сакаат да видат нешто ново, пошто ние уметниците знаеме да визуализираме нешто ново во иднина што би се случувало, или ете така да го представиме. Да го представиме на уметнички начин, и тоа, мислам, гледачите ги заинтригирува некако, не знам,
поготово и каква техника е, од што е направено е, како уметникот дошол, мислам, идејата, како се родила во уметникот, па како се развивала, па ете така некои сите детали. Сите детали, стварно, сите од А до Ш, све. И тоа е интересно. Да. Да. Тоа е интересно што, мислам, не секој секако, али повеќето луѓе ги интересира, мислам, ги занима, пошто не е обично, не е секојдневно, мислам, не се сите уметници и ние уметниците знаат да кажат за нас дека имаме малку поразличен стил, некако менталитет, размислување и се тоа. И така да нив, мислам, да гледачите им е баш интересно. Еве да позборуваме за самите дела. Тоа се витражи, ни спомна. Колку време е потребно да се направи витраж? Еве гледачите ќе може да видат преку инсерти колку се навистина преубави твоите дела. Па кажи ни за самата подготовка и процес на истите. Па за витражите, вака прво мислам благодарам за тоа дека мислам би се допаѓаат моите дела. Мислам секогаш се трудам да направам така све од себе да дадам колку можам. За витраж да се направи прво е потребно идеја и колку каква порака да се пренесе преку витражот, пошто сепак витражот е стакло, мислам, не секој се осмелува да работи на такво нешто, пошто е нежна, кршлива, како да кажам, материја, супорт, на кој што не сите се одлучуваат така да работат, али за мене стаклото, не знам, го одлучив така да работам преку витражи, за да пораката што имам преку делата, да ја пренесам на тој нестандарден начин, пошто моите дела представуваат, сите три дела што ги представував у Париз, представуваат на некој начин дел од секојдневието, од живеачката, што се представени, мислам, привременоста на животот, така беше како да кажам некој поднаслов, што се представени на нестандарден, на нереално нешто, нестандардно нешто. И тоа нестандардно нешто е витражот. И така да баш затоа и ги интересира луѓето како делови од теми од животот, од секашноста, денешноста, да се представат на нешто што е нереално, не чудно, мислам. И времето е така потребно да се размисли за тоа, да се одлучи кои работи би може да се представат, зошто тие работи. И јас би рекла некој што знам. Секој дело различно време одзема, али би рекла да кажам од прилика, што знам, мене ми е потребно месец дена за еден витраж. Месец дена. Месец дена, друго го мислам, друго направам, мислам, прво да го мислам што ќе е темата, што ќе интегрира таа проблематика, како витраж ќе биде, имам витражи што се од различни димензии, триаголници, па споени триаголници, кругови и други, мислам, различни форми, каква форма, зашто таа форма, и така да си одзема така време, а најлесното за мене, така и кога уживам додека работам е кога го почнувам да го цртам со бои, да го правам така и многу креативно. Да, многу креативно. Кажи ми, има ли во најава некои други, ете спомна средба и со менаџери и така натаму, има ли најава за некои следни изложби во Франција или на друго место? Да, сега баш наредниот месец, исто преку овие што се артбокси, бидејќи имам конекција преку нив, ќе присуствувам со 2 дела во Келн, во Германија. Они таму имаат, мислам, сега овој месец во ноември изложба, ќе присуствуваат исто така во една галерија. Почеток на ноември е од 5, мислам дека до 8, сега баш нареднава недела, и ќе присуствувам со 2 мои дела, што ќе бидат направени со туш и лавиран туш.
И така да за сега мисламе тоа наредното нешто од изложба, па здравје за понатака, исто така размислувам за некој би можела во Франција или пак во Македонија кога би доаѓала. Зашто да не? Марија, живееш моментално во Ница. Каков е животот во Ница? Животот во Ница е супер, одличен е. Некако се пронајдов тука. Јас одамна сум сакала да живеам тука, желба ми била голема одамна. И се случи спонтано да најдам и работа и да можам и да исто и со магистарски студии да бидам. И многу е, како да кажам, поинаков од, студентски живот, ама е поинаков студентски живот од минатиот живот, што ми беше, пошто имам веќе искуство и така да се поразлично и више ми е, не знам, како дома го осеќам буквално. Стално кога ќе се вратам во Ница, сум среќна што се дома, ова ми е мене дома, више. Тоа е најважно, кога местото се го чувствуваш како свој дом. Го чувствувам како дома, некако не знам. Било од каде кога ќе се вратам, така викам, едве чекам, ајде Ница, не зависи за сегде, али за некој место, така, Ница ми е Ница и баш е и многу убав град, мислам. А во однос на дружењата, какви се французите, те прифатија или лесно? Па, во однос на дружењето, од почетокот беше така, како да кажам, дискутабилно, пошто нели сепак французите не им е се едно дека со странци им доаѓаат тука и така. Од почеток беше, како да кажам, малце комплицирано, нели јас не го зборев на лице место како што треба најсјајно јазикот, али со тек на време, баш сега последниве години, немам никаков проблем. Имаат прифатено, така, имам пријателки што се французи, французинки што е така, под друг менталитет се они секако, али се дружиме, за дружба се окей. Не се како нас, не се како балканци, ние сме најдобри за балканци за дружење, нема подобри, да. Али се трудат, да кажам. Не е страшно. Што те прифатиле, веќе не си ни странец таму, после 6 години веќе си, што се вели, и нивна, наша сепак, а веќе, нели, и со нивно влијание. И тоа е навистина преубаво. Неодамна се случи кражба во Лувар. Тогаш беше, ми се чини, изложбата и твоја таму. Што се случуваше таму, директно кажи ни околу целиот тој нелен настан? Јас, како да кажам, не знам, прво беше баш изненадувачки што додека траеше изложбата, беше кражбата. Преку ден, да. Изложбата траеше 3 дена, од 17 до 19 октомври. И мислам дека кражбата беше последниот ден, ако не се лажам, на 19 негде са бајлето. И ние, тоа време не ни бевме таму, на лице место на изложбата, али беше отворена, од Сабајле. Немаше никакви штети, да кажам, во изложбата, бидејќи изложбата беше на место во, како да кажам, не во музеот, директно, нели, на спратовите, туку беше доле во долниот спрат, каде што е влезот во музеот, во холот. И тој е огромен хол, има и шопинг продавници и све. И изложбата беше во еден, како да кажам, една друга страна, друга сала, огромна, што е во холот. И немаше никаква дотирна точка, да кажам, со кражбата, само што дента, така, памтам, бевме по втор пат на изложбата и како да кажам, музеот беше затворен, али нас не предупредија, ни кажа дека не треба многу да се задржуваме, имаше и некаков претрес и така да не беше другото, внатре кога влеговме во сајмот што беше за уметност, немаше никакви, други инструкции од нивни страни или нешто така возбудувачко не беше. Најнормално беше, пошто тоа беше сосем од друга страна, кражбата од на Лувар, на накитот. И така да
не беше нешто премногу, како да кажам, драматично од баш тогаш тој момент, али после тоа се нели дозна што како е кој мислам Да. кој мислам би Филмски во можел. секој случај сето тоа се одвивало колку што нели медиумите Да. пренесуваат. Да. Да. Марија, мислам дека кажавме се за тебе, за твојата уметност и јас со нетрпение чекам да ова изложба биде и во Скопје. Па дај Боже. Јас сакам, јас би сакала и ќе биде сигурно, само прашањето е кога. Кога и да е, секако ќе известиме. Ти благодарам многу за овој преубав разговор и голем поздрав до Ница. Благодарам и на вас што ме поканивте и се надевам во скоро време на изложба, на изложба било каде, негде во светот, а и во Скопје, на лице место. Секако, поздрав, чао, чао.